Драги наши слушателки, го слушате подкастот Жени со надеж. Моето име е Сандра. Во денешната епизода продолжуваме да зборуваме за различни облици на зависности, затоа што сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика. Ке поминуваме тема по тема за да се информираме и едуцираме што подобро за оваа сурова и тажна реалност на нашето општество и современиот начин на живот на денешниот човек. Секако, секоја тема ќе усогласуваме со Божјото Слово во вториот дел, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни, важни, драгоцени и сакани во Божјите очи. Во нашиот подкаст искрено и отворено разговараме на многу различни теми, вклучувајќи и табу теми. Тука заедно ги делиме нашите радости и солзи, предизвици и успеси, затоа останете со нас. Поздрав на сите наши слушателки и од мене. Моето име е Нена. Денешната епизода ми изгледа многу интересна. Денес продолжуваме да зборуваме за облиците на зависност, а во оваа епизода ќе зборуваме за таблетоманијата како феномен на денешното општество. Кога зборуваме за таблетоманија, тогаш допираме до најобичната популација. Значи зборуваме за зависност, но не баш за типични зависници. Сепак се прашувам, дали е тоа навистина така? Напоменувам дека во нашите епизоди не сакаме никого да навредиме, туку се обидуваме заедно да се информираме, едуцираме и освестиме. За почеток ќе ја прашаме Моника како би го дефинирала и објаснила поимот таблетоманија. Таблетоманијата може да се карактеризира како психичка или физичка зависност од таблети. Во медицинскиот речник пишува дека таблетоманијата, поранешното име за видови на така наречени мали зависности, претежно од седативи и аналгетици, всушност е погрешен термин и денес најчесто се користи како алтернативен термин за повеќе кратна зависност или политоксикоманија, без разлика дали се работи за таблети или не. Моника, кога зборуваме за таблетоманија, мислиме на различни видови таблети како антидепресиви, психотици, аналгетици и така натаму. Таблети кои психијатрите ги препишуваат како терапија за луѓе кои се ментално нестабилни или болни, така? Да, од една страна е така, но постои цела палета на оние кои ја злоупотребуваат таа терапија и цела палета на оние кои злоупотребуваат најобични таблети. Кога велам најобични, мислам на таблети како кафетин, аналгин, ибупрофен, например. Не знаев за тоа. Можеш ли те молам да ни кажеш малку подетално за тоа? Ова не е само голем јавно здравствен проблем, туку се однесува и на културолошката сфера каде нема домаќинство во Македонија без барем еден од споменатите лекови за секој случај. Кои се тие таблети од кои луѓето најчесто стануваат зависни? Например, таблетите за смирување се најчесто користени. Сите сигурно сте слушнале за добро познатиот диазепам. Диазепам од денес има речиси 60 години и доаѓа од истото семејство на лекови како и хелексот. Она што е последица од него е голема група луѓе кои страдаат од симптоми на одвикнување, толку многу што се неспособни за работа или дури за самостоен живот. Диазепамот често се поврзувал со домакинките од 60-тите години, на кои им служел како неопходно средство за смирување и одмор во точно определени временски периоди. Според податоците стари десетина години, диазепамот спаѓа во 10 најбарани лекови во САД, како 8 најпрепишуван лек. Министерството за здравство на Велика Британија наведува дека овој лек е вмешан во 300 до 500 смртни случаи годишно. Диазепамот е од семејството на бензодиазепини и се користи против нервоза, анксиозност, панични напади, несоница, синдром на немирни нозе и одвикнување од алкохол. Тоа се сите последици од денешниот начин на живот, зарем не? Да, така е. Можете само да замислите колкава е употребата на тие таблети денес. Действото на таблетите е речиси моментално и трае неколку часа. Поради тоа пациентите почнуваат да ги земаат се повеќе и почесто, а толеранцијата на тие лекови расте.
Главни контраиндикации се состојби како мамурлак, збунетост, нестабилен чекор, ненамерни и неконтролирани движења на очните јаболки. Овој вид таблети предизвикува зависност поголема дури и од хероин, според долгогодишни зависници на хероин. Кои би биле тоа кај нас? Кај нас тоа би биле лексилиумот, диазепамот, алпразолам, хелек, ксанакс. Бромазепам или лексилиум е една од таблетите која кај нас се доживува како лек за се. Те боли грбот? Земи лексилиум. Не можеш да заспиеш? Земи лексилиум. Болка во главата? Лексилиум. Чувствуваш притисок? Лексилиум. Последиците од долгорочна употреба на овој лек се спиење во плитки фази, па после некое време се будите ненаспани и уморни дури со користење на лексилиумот. Потоа следува целосно чувство на мамурлак и колебање низ денот со слаба концентрација. Важно е да знаете дека психотерапевтите и психијатрите можат и сакаат да помогнат, но многу е важно навреме да се побара помош. Психичката болест е исто како и секоја друга болест, и тоа што имате таква болест не значи дека сте помалку вредни или дека е грев. Употребата на лекови не е шега, како што не е ни секој лек за секоја состојба. Затоа обратете се кај вашиот лекар за да добиете навремен и соодветен совет и да си го олесните животот. Го спомна и ибупрофенот. Не можам да верувам, затоа што знам дека речиси сите го земаат често или барем од време на време. Да, интересни се податоците за ибупрофенот. Употребата на овој лек во повеќето случаи е безбедна и ефикасна. Ибупрофенот спаѓа во групата на нестероидни антиинфламаторни лекови, кои се препишуваат за лекување на воспалителни и болни состојби. Сепак се смета дека не треба да се користи подолго од 30 последователни дена. Може би ќе се изненадите, но некои луѓе се потпираат на ибупрофен како средство што ќе им помогне да го издржат денот. За жал, иако овој лек носи скоро моментално олеснување, со тоа телото може да се доведе во опасност. Долготрајната или прекумерната употреба може да предизвика компликации во гастроинтестиналниот, кардиоваскуларниот и бубрежниот систем. Покрај тоа, пречестото земање на ибупрофен може да доведе до висок крвен притисок, што е непотребно го оптоварува срцето. Исто така не треба да се зема заедно со алкохол, бидејќи тоа го зголемува ризикот од внатрешно крварење. Потоа тука и кафетинот. Посегнувате ли по таблетка кафетин штом ве заболи главата? Овој лек содржи кодеин, кој при прекумерната употреба предизвикува зависност. Кодеинот е дериват на морфиумот, па околу 10% од кодеинот при разградување во телото се претвара во морфиум. Затоа, Министерството за здравство и Агенцијата за лекови пропишаа дека овој лек сме да се користи само кога постои умерена болка, при која парацетамолот, ибупрофенот или аспиринот не помагаат. На сите пакувања има предупредување дека предизвикува зависност. Како последици од прекумерната употреба може да се појават силни главоболки, вознемиреност, нервоза или напнатост. Доктор Хаус често земаше викодин. Од таа серија барем јас го знам тој лек. Да, сите знаеме како тој умилен доктор не можеше да помине ни еден ден без шака таблети, по кои болката конечно ќе исчезнеше или тој ќе заспиеше. Викодинот спаѓа во групата на опиоиди како и оксикодонот, кои се користат за лекување на болка, така наречени painkillers. Тие се врзуваат за опиоидните рецептори и ја блокираат болката. Главни несакани дејства се запек, депресија, низок крвен притисок, забуна, потење и намалена концентрација. За Ксанакс има документарец на Netflix наречен Take Your Pills, Ксанакс. Да, многу е интересен. Во документарецот се зборува за лесното препишување на таквите терапии, нивната несоодветна употреба и проблематичниот однос на некои лекари кон пациентите, односно несовесно лекување. Сите луѓе што сведочат во документарецот велат дека да знаеле какви последици ќе има, никогаш не би отишла во аптека по таа прва кутија. Добро, ни кажа кои се најчесто злоупотребуваните лекови. Кажи ни сега која група луѓе најчесто постигнува по таблети и зошто?
Нена, одамна е снимен еден филм кој во тоа време беше многу контроверзен и предизвика бројни критики, но многу реално ја прикажа општата состојба. Филмот се вика Прозак нација, Прозак Nation. Главната улога Елизабета е талентирана млада писателка што туку завршила средно училиште и добила стипендија на Харвард, надевајќи се дека ќе го промени својот живот и ќе побегне од својата струга мајка и тешкото осамено детство поради разводот на родителите. Но кога пристигнува на факултет, не успева да се прилагоди, не може да го одржи темпото и станува зависна од антидепресиви, што дополнително и го комплицира животот. Не би го раскажувала целиот филм, но ако некој од нашите слушатели е љубопитен, може да го најде и да го погледне. Филмот е снимен според истоимената книга, мемоарите на Елизабет Вурцел, кои поради контроверзната содржина брзо станаа бестселери. Американските медиуми остро ја нападнаа авторката, бидејќи во САД на почетокот на 90-тите владееше сериозна општествена криза, а нејзината исповед за депресијата звучеше премногу лично и тешко за модерното оттуѓено општество. И покрај тоа, денес депресијата е дел од структурата, а земањето антидепресиви како Прозак, кај нас познат како флуоксетин, Золофт и други, се смета за сосема нормално. Елизабет Вурцел беше првата која јавно проговори дека депресијата е пекол и ја раскажа својата болка и искуството со интензивното психијатриско лекување. Еднаш слушав сведоштво од девојка која била со малку пополна градба, па почнала да зема таблети за слабење и со време станала зависна. Да, интересно е што во 30-тите години во Америка биле популарни таблетите наречени Адипекс, чија главна состојка е фентармин, и редуктил, чија главна активна состојка е сибутрамин. Тоа се таблети што може да создадат зависност, бидејќи делуваат како амфетамини, односно како уличниот спид. Познато е дека оние што користат спид немаат апетит, па затоа слабеат. По ист принцип дејствуваат и овие таблети за слабење. Многу домакинки во Америка ги земале овие лекови и станувале зависни. Така било тогаш, но ни сега не е многу поинаку. Денес таблети земаат скоро сите, мажи, жени, полнички, слаби, интелектуалци, студенти, образовани и необразовани. Сакам да кажам, секој што има некоја мака, а не наоѓа излез од проблемот, се врти кон таблети, кои, рака на срце, лесно се набавуваат и на тој начин многуме настануваат легални зависници. Како се развива зависноста од таблети? Брзината со која ќе се развие зависноста кај пациентот најмногу зависи од составот на самиот лек. Болката е сигнал што телото го испраќа за да не предупреди на некоја непријатност, но таа не мора секогаш да биде предизвикана од органско нарушување. Често, штом пациентот почувствува болка, веднаш зема таблети. Ако болката не е органска, таблетата не делува, па тој зема нова доза. Има случаи кога луѓе пијат и по 15 таблети на ден без да почувствуваат подобрување. Затоа треба да се прекине со одредена терапија пред да се развие физичка зависност. Покрај спомнатите лекови, често се злоупотребуваат и таблети за слабење, витамински додатоци, кои некои ги земаат за подобро расположение, концентрација или сила, но и стероиди, кои денес се особено опасни бидејќи ги користат голем број млади што одат во теретана. Како изгледа лекувањето со таблети? Кога пациентите ќе сватат дека се зависни од таблети, тие се лекуваат кај психијатар. Лекувањето се одвива во две фази. Во првата фаза, лекот од кој пациентот станал зависен се заменува со друг, кој има различен хемиски состав, а потоа постепено се намалува и неговата доза. Одвикнувањето обично се одвива дома, освен кога станува збор за зависници од аналгетици кои содржат опијати. Во таков случај, абстинентните кризи може да бидат толку силни што пациентите чувствуваат тресење, болки во телото, со последично воспаление на мозокот, поради што им е потребно болничко лекување. Како за крај на овој дел од епизодата, Моника, кажи ни каква е ситуацијата кај нас во врска со ова? Македонија е една од земјите каде голем број жители користат разни фармацевски препарати.
просечниот македонец зема најмалку по една таблета дневно, а дури 10% од македонците секојдневно користат антидепресиви и таблети за смирување. Го слушате подкастот Жени со надеж и денес разговараме за различни облици на зависност. Во денешната епизода конкретно зборуваме за зависност од таблети. Како и во секоја наша епизода до сега, заклучуваме дека состојбата на безнадежност, тага, страв, незадоволство не водат кон консумирањето таблети. Но болката и немирот на душата никогаш не можат да ги отстранат хемиските супстанци кои делуваат на нервниот систем и го успоруваат. Тоа само ја продолжува агонијата. Единствениот кој може да ја отстрани болката е оној кој ја познава секоја болка, оној кој искусил се можно човечко страдање. Не постои земна болка и страдање кое Исус не го искусил. Нема никој кој би можел да сочувствува со нашите слабости како Христос. Нема болка која на Исус Христос не му е позната. Лекот е обид да се замени најсовршениот лекар и исцелител. Само Исус Христос може да ги спаси нашите животи. Христос самиот за себе рекол дека е лекар, а нашата болест се идентификува со гревот. Целиот човечки род, целото човештво е пред се болно од грев и како такви сите ние имаме потреба од исцеление. Во Марко 2:17 стои запишано: Исус им рече: здравите немаат потреба од лекар, туку болните. Не сум дошол да ги повикам праведниците, туку грешниците на покаяние. Во Матеј 14:14 е запишано: и кога излезе Исус, вида многу свет и се смилува над нив и ги излекува нивните болни. Исус го поминува времето на земјата исцелувајќи болни. Во Матеј 14:36 пишува: и го молеа да се допрат барем до крајот од неговата облека, и тие што се допреа се излекуваа. Во Лука 4:40 е запишано: и на зајдисонце сите што имаа болни од разни болести ги доведуваа кај него, а тој, положувајќи раце над секого од нив, ги исцелуваше. Таблетоманијата е сериозна болест на денешницата. Постојат многу зависници од лекови, таблетомани. Зависноста од било што е грев. Секоја интоксикација на организмот е грев. Зависноста од алкохол, медикаменти, наркотични средства спаѓа во иста категорија на опијати, грчкиот збор метхе, кој во Библијата се преведува како пијанство и буквално значи интоксикација. Интоксикација по дефиниција е оштетување на здравјето поради штетно дејство на различни хемиски супстанции и храна, по случаен или намерен контакт со патоген организам, труење. За човекот да не бара лажен мир, важно е да го најде вистинскиот мир. Неколку совети од Библијата за живот со радост, слобода, здравје и мир. Лекот за смирување го наоѓаме во Исаија 48:18. О, да беше ги слушнал моите заповеди, тогаш твојот мир ќе беше како река и твојата правда како морски бранови. Во Матеј 11 од 28 до 30. Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарам на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Зашто јарамот мој е благ и бремето мој е лесно. Во 1 Петар 5:7 сите ваши загрижености префрлете ги врз него, зашто тој ќе се грижи за вас. Стравот од Бог и избегнување на злото исцелува. Во Изреки 3:5-8 пишува: надевај се на Господ од се срце и не се потпирај врз твојот разум. По сите своји патишта размислувај за него и тој ќе ти ги покаже твоите патеки. Не сметај се за мудрец, имај страф од Господ и бегај од злото. Тоа ќе биде здравје за твоето тело и лек за твоите коски. Божјото слово исцелува. Во Изреки 4 од 20 до 22 пишува: Синко, внимавај на зборовите мој и приближи го увото кон поуките мој, да не отстапуваат тие од твоите очи. Чувај ги внатре во срцето свое, зашто тие се живот за оној што ги нашол
и здравје за целото тело негово. Радост те исцелува. Изреки 15:13. Веселото срце го прави лицето весело, а при тажно срце и лицето е натажено. Изреки 16:24. Пријатни зборови се восочен мед, за душата сладки, а за костките лековити. Изреки 17:22. Веселото срце е благотворно како лек, а паднатиот дух костки суши. Дали разбирате? Радосното срце делува како лек. Радоста доаѓа како плод на Светиот Дух, по верата во Исус Христос, кого му се предаваме и се наоѓаме под негова заштита. Радоста е замена за лек. Исаија 40:31. А оние кои се надеваат на Господ, ќе обноват силата своја, ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. Еремија 17:14. Исцели ме, Господи, исцелен ќе бидам. Спаси ме и спасен ќе бидам, зашто Ти си моја фалба. Еремија 30:17. Ке ги обложам и ке ги излекувам Твоите рани, вели Господ. Тебе те нарекува отфрлен велејки, еве го Сион, за кого никој не прашува. Драги наши слушателки, стигнавме до крајот на денешната епизода. Ако некој од вас се бори со некој облик на зависност, не двоумете се, побарајте помош за себе или за некој во вашата близина. Исто така ве повикуваме да ни се обратите со ваши предлози и коментари. Ако сакате да ја споделите вашата приказна, слободно контактирајте не и ние ќе го споделиме вашето сведоштво или животна приказна во нашата епизода. Може би токму вашето сведоштво ќе промени нечiji живот. Ви благодариме што не слушате и што заедно секоја недела откриваме колку Бог не сака и колку сака да ни помогне, без разлика во какви проблеми или животни околности се наоѓаме. И секако најдете не на Facebook или Instagram страниците под името Жени со надеж и следете не. Придружете ни се и во следната епизода на програмата Жени со надеж. Довидување и Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.